Малата сирена. Многу одамна во морските длабочини постоеше едно царство. Во него живееше еден крал. Кралот имаше 6 убави ќерки, кои беа сирени. Сирените имаат долги прекрасни коси и наместо нозе имаа перки. Сите беа многу убави, но најмалата од нив беше најубава. Таа имаше прекрасно лице, големи очи и најубав глас. Кога малата сирена наполни 15 години, незината баба ја повика во незината соба. Дојди, чедо мое, денес наполни 15 години, затоа од сега па натака можеш да одиш горе и да го видиш светот на луѓето. Но запомни, луѓето се многу поразлични од нас. Тие немаат перка како нас, туку имаат 2 нозе. Горе е се поразлично, не е како во нашите морски длабочини. Ти благодарам, бабо. Го чекав долго овој ден. Кога ќе се вратам, ќе ви раскажам што се случувало горе. Малата сирена тргна на возбудливото патување. Едва чекаше да излезе горе на површините на морето и да види што се случува таму. Таа ноќ малата сирена излезе на површините на морето. Беше воодушевена од прекрасните ѕвезди и од ладното ветре. Таа се навикнуваше на се што ќе здогледа. Горе се беше ново и возбудливо за неа. По некое време пред неа се појави брод. На него имаше многу мажи. Тие го славеа роденденот на принцот кој што туку наполни 16 години. На малата сирена многу и се допадна принцот. Таа не можеше да ги оттргне очите додека бродот пловеше покрај неа. Таа толку многу се занесе, што не го ни примети невремето што доаѓа. Почна да дува силен ветер, а морето имаше големи бранови. Бродот не исплови многу далеку, кога го фати силно невреме. Морнарите се обидоа да го изнесат бродот на сигурно, но не успеа во тоа. Повеќето мажи паднаа од бродот, а со нив и принцот. Кога ги виде малата сирена, исплови до нив. Таа го спаси принцот за да не се удави, а потоа го изнесе на копно. Не грижи се, на сигурно си, отвори ги очите. Принцот беше онесвестен. Малата сирена, без размислување, тргна по помош. Во морските длабочини бараше со часови некој кој ќе може да ја помогне. Откако не успеа да најде помош, таа се врати назад. Принцот веќе беше опкружен со многу луѓе. Тие се обидуваа да дознаат што се случило со младото момче. Малата принцеза не се осмели да се доближи, туку гледаше оддалеку. После некое време, таа се израдува затоа што принцот се освести. Вие ме спасивте, да не се удавам, ви благодарам. Кога го слушна ова, малата сирена се натажи. Принцот не знаеше дека таа го спаси. Тажна и разочарана, одлучи да се врати во морските длабочини.
Таа на своите сестри и баба им раскажуваше за вечерта што се случило и како го спаси принцот. Ох, моje дете, заборави и немој да бидеш тажна. Нели ти кажував, ние и луѓето сме сосема различни. Мора да разбереш дека тие се луѓе, а ти си сирена. За принцот да се заљуби во тебе, треба да се откаже од многу работи. Не грижи се, ке помине време, ке заборавиш. Но малата сирена не можеше да го извади од мисли принцот. Таа постојано мислеше на него. И секоја вечер одеше на местото каде што прв пат го виде. Една вечер таа одлучи да оди кај вештерката од замокот. Можеби таа имаше решение како сирена да биде со принц. Да, секако, постои начин. Можам да те пратам горе на земјата. Повеќе да не бидеш сирена, да бидеш човек. Наместо твојата перка, ќе имаш нозе. Но постои услов. До второто зајдисонце треба принцот да се влюби во вас повеќе од неговите родители. Ако не се случи тоа, вие ќе умрете и ќе станете пена. За возврат барам да ми го дадете вашиот глас. Но како ќе направам принцот да се влюби во мене ако ви го дадам мојот глас? Вие имате и прекрасно лице и убави очи. Исто така ќе бидете најубавата танчерка што досега ја сретнал. Ајде, сега одете. Малата сирена за миг се најде на копно. Таа имаше нозе. Тоа и предизвика болка, затоа што веќе не беше сирена и сакаше силно да вресне, но не можеше, затоа што вештерката и го зема гласот. Се упати кон замокот на принцот. После долго пешачење, стигна до замокот. Во замокот имаше голема забава. Стражарите не и дозволија на малата сирена да влезе внатре. Тие не можеа да ја пуштат затоа што не знаеа која е. Кога ја прашаа, сирената не можеше ни да одговори, затоа што немаше глас. Од замокот се слушаше силната музика. Музиката прекрасно звучеше. Кога ја слушна, малата сирена се сети на зборовите на вештерката. Па почна да танцува. Стражарите беа воодушевени од танцот на малата сирена. Досега не сум видел волку многу убаво некој да танцува. Можеби таа е повикана да дојде да танцува на забавата. Малата сирена климна со главата потврдно. Тогаш да ја внесеме внатре, да не ја уништиме прославата, ке се налути принцот. Така малата сирена влезе во замокот. Кога сирената влезе внатре, свати дека прославата всушност е свадбата на принцот. Малата сирена беше скршена и тажна. Иако беше тажна, реши да танцува за да му го привлече вниманието. Па така следеше танц со кој малата сирена ги воодушеви сите. Кога заврши, принцот и се приближи. Здраво, млада дамо, како да сум те видел во моите соништа. Која си ти?
Тој длабоко во срцето знаеше дека е таа девојката што го спаси, но сакаше да го слушне нејзиниот глас. Но малата сирена не можеше ништо да одговори. Простете, сигурно сум се збунил помеѓу вас и некој друг. Но секако повелете, придружете ни се. Потоа принцот ја однесе на бродот каде што требаше да се одржи свадбата. Многу луѓе разговараа со неа, но таа не можеше на никого да одговори. Дури и принцезата беше многу љубезна кон неа. Па и прииде. Знам дека ти го спаси принцот таа вечер. Ти благодарам, ја најдов љубовта на мојот живот благодарение на тебе. Те молам, остани со нас за прославата. Малата сирена и покрај нејзината болка гледаше колку тие двајца се сакаат. Малата сирена одлучи да остане на прославата и реши повеќе да не мисли на принцот. Знаеше дека нема да биде лесно, но мораше да успее во тоа. На прославата се забавуваа сите. Сите танцуваа. Танцуваше и малата сирена. Се појави и второто зајди сонце. Малата сирена знаеше дека ќе стане пена во морето. По извесно време слушна некои звуци, кога се сврте ги виде нејзините сестри. Тие, наместо убавите долги коси, сега имаа кратки. Што барате овде? Ги запраша малата сирена. Дојдовме да те спасиме. Бевме кај вештерката. Таа за замена на нашите коси ни даде решение како да те спасиме. Со ножот треба да го прободиш во срцето принцот и така ќе се спасиш. Малата сирена не се служуваше со нејзините сестри, но сепак го зема ножот. Откако ги испрати нејзините сестри, таа се сврте и ги виде принцот и принцезата колку се среќни и заљубени. Беше сигурна дека не може тоа да го стори. Па затоа без размислување го фрли ножот во морето. Збогум, принцу. По извесно време малата сирена се претвори во пена која пловеше низ морето.